Пресконференција одржа дирекцијата за заштита и спасување, на која што даде отчет за преземените активности сработеното во подрачјата кои што беа засегнати во поплавите викендов. Имено исто така те информира и за активностите кои што во моментов оваа тело ги презема на терен. Информираа дека нивната екипа работи 24 часа и тие користат околу 100 машини и пумпи за да испумпат водата и да ги санираат штетите, а воедно рекоа и дека владата им помогнала со тоа што набавила уште 1200 пумпи. Имено велат дека овие денови се очекува на терен да излезе и комисија на проценка за да процени настанатата штета од поплавите, а исто така ќе бидат земени сателитски снимки од Брисел за уште подетално да бидат прегледани штетите. Имено според директорот на оваа дирекција Шабан Салиу, тој се надева дека до крајот на оваа седмица ќе бидат расчистени најголемиот дел од штетите. Имаме ангажирано и тимови кои се потребни за работа и со механизацијата во смисол на координација и со пумпите кои се поставени во најбитните точки. Она што би сакал исто така да посочам дека во моментот пумпи на дирекцијата за заштита и спасување, механизација наша на дирекцијата за заштита и спасување која ја ангажиравме и механизација преку министерот Владо Мисајловски од одредени градежни фирми кои ангажиравме, некаде има околу 250. Исто така би сакал во овој момент да посочам дека на терен владата на Република Македонија во текот на вчерашниот ден и денеска купи дополнително нови пумпи и мислам дека тој број до крајот на денот би се движил некаде околу 1200, значи пумпи потопни за исцрпување на вода и пумпи за шмукање на кал и површина која не можеме со потопните пумпи да ја излечиме. Значи максимално се грижиме прво во смисол да ја санираме инфраструктурата, бидејќи има многу порушени патишта. Посебно би го истакнал Страчинци, каде била надојдена огромна вода од планината во близина на школото која се наоѓа во тој дел и едно као катаклизма во истото место да поминала. Некој од новинарите беа и ја видеа истата ситуација. Жалам за починатите жртви и лично јас и заменикот во одредени куќи кои беа на жалост потопени со водата, извлековме еден старец и едно детенце од 4-5 години. Значи гледката беше многу тажна она што во претходниот период го работевме и би сакал во истиот момент да апелирам на доброволци, доколку има граѓани кои може да помогнат на тоа подрачје, да ни се приклучат. Иако дирекцијата за заштита и спасување велат дека тие 24 часа интензивно работат на терен со својата екипа, сепак тие апелираат до сите оние доброволци кои што сакат да помогнат, да им се приклучат, затоа што како што и директорот вели, обврска да помогне не паѓа само на самата дирекција, туку и на сите граѓани на Република Македонија.